Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница на час по музичко образование за второ одделение. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино. Наставна содржина за овој час. Што е барабанче и како се свири со него? Што ќе научиш? Да се запознаеш со инструментот барабанче, да научиш како се свири со барабанче, да развиваш чувство за ритм. Најнапред ќе ги повториме детските музички инструменти. Размислете кои се овие музички инструменти, да ги именуваме. Кој е овој детски музички инструмент? Можете да се сетите? Така е, ова се тропалки или маракас. Е овој детски музички инструмент? Ова се кастанјети. Ова е тајре. Ова е металофон. Ова се чинели. Овој детски музички инструмент е стакиња. Ова е ксилофон, триангал и ова е барабанче. На овој час ќе се запознаеме со инструментот барабан. Барабан или тапан е најстар музички инструмент и спаѓа во групата на ударни инструменти. Звукот се добива кога со двете палки, кои што се најчесто дрвени, се удира врз затегнатата кожа или мембрана на најгорниот дел од инструментот, која што е доволно затегната за да произведе звук под притисок. Постојат детски пластични, метални и дрвени барабани или така наречени тапани. Еве како изгледа овој детски музички инструмент. Така, овие се пластични, имаме метални, овој е метален барабан. Погледнете ги. Дрвените палки, со помош на нив се удира на најгорниот дел на овој дел од барабанот. Ајде да слушниме сега како звучи барабанот. Ова беше звукот на барабанот. Сите овие детски музички инструменти кои што ги набројавме, а во нив спаѓа и барабанот, произведуваат звуци, така со помош на свирењето на нив и со помош на ударот со дрвените палки на барабанот. Ние создаваме звук и ритам. Многу е важно, ученици, вие го чувствувате ритамот на дадената музика, мелодија, песна. Не секогаш ние ритамот или звукот го произведуваме со помош на инструмент. Сега ќе погледнете едно видео, каде што звукот се произведува и со помош на прстињата, рацете и нозете. Значи ги движиме рачињата, плеснуваме со нив, со прстињата и тропаме со нозете. На тој начин вие го чувствувате ритамот и произведувате звук. Да го погледнеме видеото.
Браво за овие прекрасни речења. Сигурно и вие на вашите часови по музичко изведувате вакви или слични ритмички активности. А сега да видиме како се свири на барабан. Погледнете, имаме две дрвени палки, а ова е слојот, кожата, мембраната на барабанот, која што е затегната и кога се удара со дрвените палки на барабанот, се врши притисок и се создава звук. Во десната рака ја држиме едната дрвена палка и удираме на овој дел од барабанот, а во левата рака ја држиме другата дрвена палка и удираме во овој дел од барабанот. Да слушнеме. Veseli sme se kada naučivme bukva. Veseli sme se kada naučivme bukva. Tra-la-la, tra-la-la, naučivme bukva. Tra-la-la, tra-la-la, naučivme bukva. Ете така. Доколку имате потреба, можете да го слушнете неколку пати и ова видео. И да си го вратите и целиот час наназад, за да си повторите за карактеристиките на барабанот. Сега, ајде обидете се да изработите самите барабанче. На кој начин тоа ќе го направите? Овде имаме неколку примери и модели како се изработува барабан. Ви треба консерва или кутија некоја поширока, поголема. Ви требаат 2 балони и ластички. Балоните ги сечите до тука некаде и потоа ги навлекувате на горниот дел од консервата, но внимавајте да ги затегнете добро, за да може да создава звук вашиот барабан. Доколку немате вакви дрвени палки, можете да си создадете од некои стапчиња, можете да ги користите и лажиците на мама од кујната, така дрвените лажици. И на тој начин ќе си направите самите барабанчи. Можете да ги декорирате, украсите вашите барабанчиња. Еве имаме украсни ленти, имаме украсни селотејпи, така да може да ви е шарено барабанчето, еднобојно, значи какво сакате, такво можете да го направите. Овде имаме пример на изработено барабанче со помош на подсврст селотејп, кој што можеме да го обтегнеме на горниот дел од кутијата и да биде во улога на барабан. Се надевам дека ви се допадна овој час и дека уживавте во него. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на некој нареден час.